Општина Прилеп како организатор, заедно со Сдруженијето Прилепски мечкари, годинава по 16 пат ќе го организираат овој значаен меѓународен настан. И ние навистина сме горди со досега постигнатиот успех во поглед на промоцијата што овој карневал ја врши на градот Прилеп во пошироки рамки, на регионално, но и на меѓународно ниво. Секако и на целокупната атмосфера, на позитивната критика добиена од граѓаните, од учесниците, од сите оние гости кои што доаѓаат од околните земји и ни се редовни секоја година учесници на нашиот карневал. Сепак, најзначајно е учеството на нашите најмлади и затоа сме најповеќе горди, затоа што тие ќе ја продолжат традицијата и ќе го зачуваат она наше културно наследство, водени од нивните ментори и наставници. Токму со нив и започнуваме. Ја отвораме свечената изложба на рачно изработени традиционални маски во Центарот за култура Марко Цепенков, во ликовниот салон, во петок на 24.2 во 12 часот. Се разбира, за најуспешните маски ќе следуваат и символични награди, кои што ги одлучува стручна жири комисија. Морам да напоменам дека оваа изложба минатата година беше поставена и во просториите на Факултетот за етнологија и антропологија во Скопје и во Интимниот театар во Битола, значи повеќе од месец дена беше изложена во овие две места, така да тоа е навистина добро затоа што имаме можност и сите граѓани од Македонија да ја посетат. Оваа година се надеваме дека ќе добиеме покани и од други места. Во сабота на 25.2 за прв пат годинава се организира меѓународна научна конференција со тема Обреди и фестивали под маски на Балканот, традиција, состојба и тенденција во хотел Кристал Палас. Организатори на оваа конференција се Општина Прилеп и Институтот за старословенска култура. И досега имаме најавено учество на научници, етнолози, антрополози од Македонија, од Србија и од Бугарија. Меѓутоа со реферати ќе учествуваат и етнолози од Словенија и од Грција. Па од сето ова ќе се издаде еден убав печатен материјал кој што ќе остане понатаму за во архивите на Прилепскиот карневал. Исто така, во рамките на овој 16-ти меѓународен карневал, централниот настан ќе се случи во недела, а тоа е дефилето на меѓународните маски. Најавено имаме присуство од повеќе држави, секако и од маските од Македонија, вкупно околу 1000 учесници организирани во групни и поединечни маски. Стартот на дефилето ќе започне во 13 часот од Центарот за култура Марко Цепенков, за да заврши на плоштадот Методија Андонов Ченто. За сите оние луѓе кои што не се пријавени, а имаат намера, апелирам да ја посетат веб страницата на карневалот, да ја најдат пријавата и можат истата да ја испратат електронски или да ја донесат непосредно пред почетокот на карневалот во билетарата на Марко Цепенков. Сакам да се заблагодарам на сите учесници, посебно на учениците, на нивните наставници, ментори, кои што се партнери во оваа организација, на медиумите за нивното навремено информирање и на сите оние волонтери од Сдруженијето кои што несебично се вложуваат во организацијата и допринесуваат да биде на што повисоко ниво организиран овој настан. Значи, покрај домашните маски, кои ќе бидат во голем број оваа година од Прилеп, оваа година имаат потврдено досега присуство. Два града од Албанија, тоа е Каваја и Корче. Од Република Србија има Бајна Ковилјача, Шабац, Лескоvac, Врнечка Бајна, Белград, Бела Црква и уште некои други. Од Бугарија има Перник. Така да оваа година бројот на учесниците, како што го напомена и Снежа, ќе бидат над 1000 учесника. Ќе ви кажам неколку збора во врска со прилипските маски кои за прв пат ќе бидат видени оваа година. Едно здружение, тоа е Прочкари, прави маска која не е видена досега на балканските простори. Маска која ќе даде еден поттик за размислување и запознавање со нашите традиции и обичаи. Паралелно со тоа и средните училишта изготвуваат интересни маски. Ние имаме прилика така да се запознаеме, покажување,
Така да ова прилика ја користам да ги запознам нашите гледачи и слушатели да присуствува на овој 16-ти поред меѓународен карнавал, кој се надеваме дека ќе биде прекрасен. После завршувањето на карнавалот во понеделник е нашиот традиционален посен граф, на кој имаме гости од повеќе балкански земји. Така да тоа е традиција вековна и овој пат планираме да ја продолжиме. Се одржува секој пат во некој верски објект, каде што ја искористуваме самото место. Касапите има навика тој ден да се мола за направените гревови и после тоа имаме на општа веселба на која присуствува голем број на касапски еснев и гости од градот кои еве ја збогатува оваа програма, бидејќи овој граф е единствен на Балканот. За овој граф се зборува многу, дека е чудо од граф, бидејќи единствен кој се прави без вода. Тоа е некоја тајна на касапите, но тоа не би можел ни да го опишам, само можна да ја поканам кој има можност, кој е слободен да дојде и да го проба. Тоа се одржува во 12 часот во понеделник на постојот или така понакажено посен граф или првиот ден од постите. Се надевам дека ова година барем временските услови ќе не послужат, бидејќи не ни беа некако наклонети претходните 4, да не речам 5 години. Карневалот Прочка представува навистина еден од поголемите културни брендови не само на град Прилеп, туку и на Република Македонија и влегува во мапата на тој фестивалски и културен туризам кој што го негува градот Прилеп повеќе години. Успеавме во овие години да од едно локално, да речам, не беше ни карневал, него една обична, една локална традиција која постои низ векови, да го претвориме во еден меѓународен карневал кој што е признат и влезен во Европската асоциација на карневалски градови и да напоменеме дека резултат на нашата активност во инвестирањето во овој карневал и представувањето на традицијата на Прилеп и Македонија на меѓународно ниво беше организиран и најголемиот настан во историјата на Прилеп токму со помош на овој карневал. Беше организирана пред неколку години Светската конвенција на карневалски градови, кога имавме неколку стотина делегати од преку 60-70 земји од светот и од различни континенти, од сите континенти буквално. Таа традиција продолжува. Да се заблагодарам на прилепските мечкари, на господја Снеже Ристеска и тимот од локалната самоуправа кој што заедно со голем број на ентузијасти во градот го работат овој карневал и го представија градот како еден од значајните карневалски градови во овој дел на Балканот. Ние вложуваме многу, рековне, напори и пред се напорот беше да карневалската традиција пред се ја префрлиме на помладите генерации, бидејќи тие се иднината околу одвивањето на овој карневал и се надевам дека тоа го успеавме, така да не само прилепчани и цела Македонија и пошироко со душа, да речам, и срце го очекува овој карневал, бидејќи карневалот исполнет не само како со мечкарите и голем број на традиционални маски кои продефилираат, туку општо градот е исполнет со многу шега мајта, бидејќи тоа е одлика на градот Прилеп. Има повеќе настани кои ги кажа Снеже, меѓутоа ќе напоменам дека еден од побитните настани ќе биде детското дефиле на самиот карнивал, кој ќе биде во 12 часот во сабота во центарот на градот до 14 години, на кој ќе учествуваат покрај градинките, училиштата и голем број на деца со голем број на маски кои што ги припремат повеќе месеци. Така да ќе биде едно прекрасно, да речам, една прекрасна увертира и почеток на самиот карневалски викенд. И сето тоа ќе биде исполнето со голем број на жонглери, акробати, кловнови, за да се загрее малку атмосферата за главниот настан кој ќе се случи во неделата. Голема благодарност до угостителите и угостителските објекти кои го прифатија одлично карневалот и сите си организираат разни маскембали и случаи кои се случуваат во овој викенд, а локалната самоуправа со одлука на совет го продолжи работното време
за да биде уште повеличенствен викендот во центарот на градот и во сите угостителски објекти, па еве една покана до сите граѓани во Република Македонија кои што нема што да прават овој викенд. Највесело, најзабавно и најлудо ќе биде во градот Прилеп, да повелат да дојдат и да бидат дел од ова голема традиција, големиот број на маскирани луѓе да си понесат со себе маски и да едноставно да се забавуваат. И исто така да најавам дека главното дефиле, да ги повикам сите наши граѓани добронамерници во недела во 12:30 часот ќе започне и главното дефиле во централното градско подрачје, традиционално каде што се одржува овој карневал. Се надам дека илјадници луѓе очекуваме дека ако се добри временските услови, дека 40 до 50 илјади луѓе ќе бидат присутни да го проследат карневалот Прочка 2017 година. И да напоменам и покрај тоа што карневалот се поклопува со голем број на карневали ова година, например Хрватска, исто се Словенија, во исти датум Грција се карневалите, можеби ќе бидеме скратени со некои карневалски групи кои традиционално ни доаѓаат од овие градови како што се од Риека, Птуј и така натаму. Меѓутоа тоа е надополнето па со нови карневалски групи, ќе имаме неколку карневалски групи кои ни доаѓаат од Италија и од другите земји. Ќе биде навистина доста интересно, забавно ќе биде и овој викенд сите патишта ќе водат во градот под Марковите кули на карневалот Прочка 2017 година, така да со душа очекуваме сите да започне овој богат карневалски викенд.